Шоу програма во собрание. Во 30 години никогаш немало затворена архива во овој парламент. По твоја насока. Ти лажеш. Надвикувања, тензии, обвинувања. Ваква беше сликата попладнево во законодавниот дом, каде се одвиваше жестока дебата меѓу претениците Кирацовски и Ѓорчев. Кирацовски, ти ги кршиш деловникот, уставот и законите. Собранието како што функционираше до да помине беше на власт. Причина за тензиите беше тоа што опозицијата најде на клучна врата во обидот да ги достави амандманите за законот за изменување и дополнување на законот за административни службеници до Собраниската архива. Како што обвинува Ѓорчев, архивата била заклучена по наредба или на Кирацовски или на Цветанка Иванова. Од власта пак Сабранат не било така. Опозицијата сакала да направи сензационализам. За прв пат во овој парламент вчера, дали по твоја насока или по те молам, јас се слушам. По објаснувањата на Ѓорчев, седницата првично била закажана за денеска во 11 часот, но се одржала вчера, а опозицијата била известена 30 минути пред да започне комисијата. Пратеникот на ВМРО ДПМН побара оставка од Кирацовски и Иванова, заради како што вели, постапките кои ги немало никаде во светот. Откако му кажавме дека ова е злоупотреба на службени овластувања и злоупотреба на службена положба, тогаш ретерираше и даде налог до режијата, пред нас, пред пратеници од ВМРО ДПМН до опозицијата, даде налог да се избришат камерите кои што под наводници му ја снимаа нелегалната комисија. Кирацовски Сабрани вели никој не наредил заклучување на архивата и дека тоа се класични лаги во предизборието. Тој потврди дека седницата на вистина започнала порано што е предвидено и тој ја поништил. Имавме една немила ситуација каде што пратениците од ВМРО ДПМН денес и вчера сакаат да направат сензација од нешто кое што буквално нема ниту една точка или запирка за која што можат да се фатат или да се држат. Меѓутоа, јас најдиректно, најискрено сакам да се извинам до сите оние колеги пратеници кои што вчера ја нема можноста да го изгласат ова законско решение кој што е за добробит на сите оние вработени во јавниот сектор и јавната администрација. Законот се уште не е изгласан и е во собраниска процедура. За овој закон опозицијата има поднесено на над 600 амандмани. Ова не е прв пат ВМРО ДПМН да не идува на бојкот. Пред речиси 2 години, десетици амандмани поднесени од страна на опозицијата за законот за јазици беа најдени во корпи за отпадоци, а од власта се бранеа дека станувало збор за копии, а оригиналите биле заведени.